Алфа телевизија се наоѓа на првата иселеничка вечер, организирана од Македонскиот национален совет во Швајцарија. Преку македонската песна и македонските ора ќе биде овековечен еден почеток, еден никулец на една соработка, на една вечна соработка помеѓу македонците во Македонија и ширум светот. Организаторите не ја сокрија возбудата и радоста за овој момент. Поразговаравме со Илчо Китанов, председател на Македонскиот национален совет. Господин Илчо, долго посакуваната желба да се направи првата иселеничка вечер во Македонија е на неколку минути пред вас. Какво е чувството? Добро е чувството, прекрасно е чувството. Еве, јас сум овде роден, на 3 километри од овде и не може да биде подобро во моментот. Какви се плановите, што е оно што можеме да го очекуваме? Што ќе се случува вечерва? Пак имаме три културно-уметнички друштва овде кои ќе настапат. Имаме двајца градоначалници кои многу не поддржаа од овој крај, градоначалникот на Новосело и градоначалникот на Бесилово. И имаме, еве да кажем, измеѓу 600 и 700 гости. Јас мислам дека ќе биде прекрасно и другото е се изненадување. Нескромно е, но ќе ве прашам дали ова беа вашите очекувања? Ова ги надминува нашите очекувања, затоа што ние очекувавме гости, но не толку, искрено да кажам, затоа што прв пат организираме овде во Македонија. Можам да кажам само дека сме пресрекни во моментот од оваа гледна точка. Какви се реакциите на луѓето? Еве полека пристигнуваат гостите. Какви беа реакциите откако објавивте дека ќе се случува нешто вакво? Пристигнува веднаш заинтересираност имаше. Како реагираа луѓето? Па, да кажем, јас вака кога објавивме, мислам дека луѓето беа малку скептични. Нели, ние како иселеници во странство организираме сега по прв пат нешто овде во Македонија од таков размер и после тоа беа сите реакции, можам да кажем, позитивни и мислам дека тоа се гледа и по луѓето кои се денеска овде, дека се тече во позитивна насока. Од каде се очекувате гости? Дали се само гости од Швајцарија или? Не, очекуваме гости од цела Македонија, како прво имаме гости од Кавадарци, имаме гости од Велес, имаме гости од Скопје и тоа е за поздравување, се работи за сите македонци од цела Македонија и за цела диаспора. И не сакам тука да кажем дека гостите се само од Швајцарија, има сигурно гости овде и од Италија и другите земји. Добрата забава е загарантирана, уште од сега ми мириса на тоа. Но која е крајната цел? Која е главната нишка на цело ова случување? Ние имаме една цел со тоа, сакаме да ги обединиме сите македонци. Секаде на светот, јас мислам дека време е ние македонците тоа да го направиме во диаспората и време е овде во Република Македонија да се обединиме. Ќе ве прашам, ова е прва ваква вечер, но дали имате замисла и идеја да прерасне ова можеби во традиција? Се надеваме, ние веќе разговараме за следната година и се надеваме дека тоа ќе стане во традиција не само во оваа општина. Ние би сакале секоја година да се случува нешто во различни општини и во други општини, што можеме да ја посетиме цела Македонија и ова топло чувство да им го пренесеме на сите. Дозволете да ве прашам колку време живеете во Швајцарија? Јас сум од 99-та година во Швајцарија. Какво е чувството кога доаѓате во вашата татковина? Прекрасно е чувството. Овде се чувствуваме ние дома, колку и да бидеме далеку. Тоа е нашиот роден крај, тоа така е било последните години, така ќе остане за секогаш. Што е нешто најмногу ви недостасува кога се работи за Македонија? Јас можам да ви кажам дека кога зборувам лично за мене ми недостасува се. Дури и воздухот кој го дишаме овде македонски. Македонија се раја, ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите прадиди. Оваа свечена манифестација беше под покровителство на општината Новосело. Градоначалник, прва иселеничка веселба, прва иселеничка вечер во Новосело. Какво е чувството? Па, со оглед на фактот дека 3 пати до сега бев во Швајцарија за да дадам поддршка на нашите сограѓани кои живеат во диаспората и кои делуваат надвор од својата родна земја, сега сум особено среќен дека на наша територија, на територија на општина Новосело,
со поддршка исто така и на општина Босилово и во организација на Македонскиот национален совет ја организираме ова иселеничка вечер, така наречена. Сепак тие се наши сограѓани кои се особено битни и важни кога ќе дојдат и кога ги посетат своите родни краишта и сме тука за да дадеме поддршка на идејата за која е формиран Македонскиот национален совет, а тоа е да ги обедини сите македонци без разлика на нивна политичка определба, верска определба, пред се да се обединиме македонците кои се надвор од Македонија, да делуваат заедно, затоа што така се посилни и може да дават промени во општеството каде делуваат и живеат. Колку се променија нештата, се чувствуваат ли веќе некакви промени од вашето одење во Швајцарија, од формирањето на советот, дали се забележува некаква промена во тоа обединување? Веќе има особено раздвижување, затоа што знаете, некогаш кај нас македонците има недоразбирање помеѓу самите ние македонците, но ете Македонскиот национален совет е еден вид обединител кој ќе ги здружи сите асоциации кои делуваат во Швајцарија, но идејата е и да се прошират и пошироко. Можем да кажам дека сум особено задоволен затоа што веќе многу сограѓани не само од нашите две општини Босилово и Новосело кои го поддржуваме настанот, туку од цела Македонија доаѓаат за овој настан и ја разбираат пораката за која и ние делуваме и заеднички го креираме овој настан. Тоа ми беше едно од прашањата. Впрочем, како реагираат мештаните па и околината ете на оваа вечер, како реагираат на целата таа соработка? Еве што ви велат? Може ли да споделите некои коментари од граѓаните? Особено се стрекни, затоа што ова е една можност тие да се видат, затоа што голем дел од нив имаат особено големи обврски во своите живеалишта во Швајцарија и во останатите развиени земји и тука има шанса за заеднички да се дружат, да раскажат некои од настаните кои им се случиле во своите родни огништа, а и да споделат и идеи. Ова е прва иселеничка вечер. Каква е идејата за понатаму? Дали веќе ја планирате следната? Ова е прва иселеничка вечер на територија на општина Новосело, а бидејќи Македонскиот национален совет е идејата да ја обедини цела Македонија, за наредната година ние пак ќе дадеме поддршка за да се организира, но ќе биде на друга локација во Македонија, затоа што нема да се концентрираме во нашиот југоисточен регион, во Струмичката котлина, во општините Новосело и Босилово, кои сега конкретно даваме, туку на некоја наредна локација, затоа што македонците сме распространети како од цела Македонија, така и низ цел свет. Како локална самоуправа секогаш се трудиме колку што е можно поблизу да бидеме до нашите сограѓани од диаспората, вели Ристо Манчев, градоначалник на општина Босилово, кои исто така застанаа за овој настан како покровители. Обврска на нас, новата генерација политичари, е да направиме се што е во наша моќ да ги задржиме младите колку што може повеќе да останат овде во Република Македонија. Меѓутоа во време на глобализација исполнувањето на оваа обврска секако е многу тешко. Она што е најважно, македонците во диаспората, македонците каде и да се низ светот, тие остануваат дел од нашето општество, тие се нераскинлив дел од нашето национално тиво. Слободно можам да кажам дека македонците во диаспората се носители на развојот на малите општини, како што е општина Босилово, токму тие се носители на развојот, тие ги носат промените во општината и затоа секогаш, како општина и како градоначалник, се трудиме да бидеме заедно со македонците ширум светот. Во оваа прилика сакам да испратам апел до сите македонци, каде и де се, да се обединиме и сите заедно во ова време не време би рекол, ако ги гледаме случувањата на глобалната политичка сцена, да се обединиме сите заедно, да ги зачуваме нашите национални интереси и само заеднички можеме да го зачуваме оваа парче земја наречена Македонија. Кажете ми, бидејќи секој од нас има некој што е надвор од границите. Овие вечери, ваквите моменти, ова е прва ваква вечер, ова се моменти кои што се радост за македонците кои што живеат овде, кога им доаѓаат нивните роднини, пријатели кои што можеби не ги виделе со години. Какво е вашето лично чувство за оваа вечер? Како вие се чувствувате со оглед на тоа што ќе се сретнете со можеби граѓани или ваши соселани од вашата општина? Да, секако морам да кажам дека сум неизмерно среќен
Мило ме е што денес ќе видам многу мои роднини, пријатели. Можам да кажам дека еден голем дел од моето семејство живее и работи во Италија, во Швајцарија. Голем дел мои пријатели со кои што заедно растевме, денес се ширум светот. Во оваа прилика сакам да ги поздравам сите кои што се овде и оние кои што ќе не гледат на вашата телевизија. Ова е прекрасна можност да се дружиме, да останеме заедно, дали преку вакви директни средби или преку медиумите. Важно е, морам да кажам дека сите овие наши граѓани фалат. Фалат во своите родни места, фалат во својата улица, фалат, меѓутоа еве, како што реков, судбината на македонскиот народ било таква, глобализацијата, современите процеси го прават своето, македонците ги има ширум светот. Меѓутоа токму уште од првиот момент кога се покрена иницијативата за организација на еден ваков настан, на една ваква манифестација, апсолутно бев поддржувач, затоа што тоа е одлична можност, затоа што македонците од диаспората се нашиот род, нашата фамилија, тоа се нашите пријатели. Сите ние, всушност, имаме некој свој кој што се во диаспората. И уште само за крај, бидејќи и вие бевте неколку пати во Швајцарија, соработката веќе постои известно време. Се чувствуваат ли некакви промени од тие неколку средби кои што се случија досега? Апсолутно, јас не можеме да гледаме само низ таа призма, меѓутоа можам да кажам дека минатата недела нашата општина доби голема донација поддржана од македонците во диаспората и како што реков, соработката, нашите контакти се важни, ни помагаат македонците во диаспората, не само кога станува збор за донации, меѓутоа и вака нематеријално во тие се нашите најголеми амбасадори на нашата култура, на нашите општини, на македонштината и таа соработка ние мораме да ја негуваме. Затоа што тоа е наша обврска, меѓутоа во исто време тоа е наша чест и задоволство. Како градоначалник навистина сум горд со секој контакт кој што го остварувам, со било кој македонец од диаспората, со било која организација од диаспората и максимално ќе се трудиме овие врски да бидат уште посилни, затоа што во суштина ние сме едно и нашата врска е нераскинлива. Во рамките на целовечерната програма, гостите уживаа во прекрасната изведба на културното уметничко друштво Свети Наум Охридски од Швајцарија. Овие играорци за прв пат настапуваат во Македонија. Многу емоции, многу радост, прегратки и по некоја солза радосница. Се виореше и македонското оро. И посакавме добре дојде на уметницата Мара Цветкова, која веќе 13 години живее во Швајцарија. Незините дела се препознатливи во диаспората по тоа што таа преку незината вешта уметничка четка на платното ги прикажува убавините на Македонија. Како се чувствувате оваа прва иселеничка вечер во Ново Село? Јас треба да кажам дека стварно сум емоционирана. Да, тоа треба многу. Да им покажеме на луѓето, на нашите луѓе во Македонија, дека ние постоиме, дека ние сакаме да се дружиме, дека ние не сме различни од нив, дека ние сме целина. Иако не сме во Македонија, треба да соработуваме, да се запознаваме се повеќе, да раскажуваме местата каде што ние живееме, како кои искуства ги имаме и многу од тие искуства сакаме да пренесеме до овде. Значи, треба да сме послободни, да сме спонтани, да се нема страв од тоа што не е познато, пошто преку диалог, мислам, се е полесно и се достигнуваат повеќе цели. Дозволете да ве прашам, кажавте дека имате многу измешани емоции вечерва. Што е нешто најмногу ви недостасува кога се работи за Македонија? Мене ми недостасува прво топлината кај народот, отвореноста, природата. Мислам, тоа ме потсеќа на моето минато. Значи, ние сме надвор, но лично можам да кажам дека тоа е константно, Македонија константно присутна во мене, затоа јас и творам, нели, за Македонија. Со сјај во очите се потсети на минатото. Јас сум токму од Ново Село, Струмичко, да, овде баш на 6 километри од овде. И овде е како млади го имаме поминувано, мислам, празниците баш овде на тоа место, се вика Орлевец.
Овде се раснати моите деца. Значи, полна со емоции, пошто точно тоа место ме правило секој пат среќна. Сјајот на очите го забележавме и кај Трајче Ковачев. Господин Драјче, за почеток ви благодарам што сте овде. Добре ни дојдовте во Македонија. Добро вечер. Исто така ви благодарам на поканата што сме овде. Со тоа го осеќаме доста радости сепак со оваа организација што организирате и поготово што е организацијата од диаспората. Сепак, значи, како што знаете, неле голем број од иселеници сега за овој летен распуст доаѓаат тука во родниот крај. Што за вас значи оваа иселеничка вечер? Ова иселеничка вечер значи една голема радост, едно големо изненадување и сепак ова едно почитување на нас, диаспората, што е на иселениците, како добродојдени овде во Република Македонија. Колку време вие живеете во Швајцарија? Па јас моментално живеам во Швајцарија 35 години. Пуни 35 години, така да ето сепак, значи, иако сме толку години таму, иако сме отишли поред потребите, економските потреби, него сепак што викаат постарите луѓе од порано што останат, каменот си тежи на местото, сепак мислата е сепак неле за својот роден крај. Како се чувствувате кога доаѓате во Македонија? Што е она што прво го гледате кога доаѓате овде? Па ето, прво тоа што се чувствуваме радости, неле сепак кога ќе дојдеме во Република Македонија, се чувствуваме сепак задоволни кога ќе ги видиме нашите роднини, нашите пријатели, сепак и амбиентот и слободата што има сепак по било каде во која општина да отидеме, ги имаме доста добрите резултати и доста добрите услови. Од каде сте вие по потекло? Да види моето фактички родно место од село Дражево, овде близо до Лебедово езеро, така да тоа текнувам од село Дражево. Господин Никола, најнапред добре дојдовте во Македонија. Добре ве најдовме, ве благодарам. Како се чувствувате на талото од вашата татковина? Значи, секој пат кога сме доаѓале во Македонија, чувството е прекрасно за тоа што да си бидеш меѓу своите најблиски, да ги видиш корените од кај што потекнуваш, од тоа поубаво нема и целта нели на секој иселеник е да се еден ден врати од таму каде што потекнал. Сега за подалечните држави можда тоа е малку потешко, додека за нас во европските држави, значи ние перспективата си ја гледаме дека еден ден, ако не е барем повеќе, половината од годишните времења кога ќе биде половината од годината кога ќе бидеме во пензија, да ја поминуваме во Македонија. Како се чувствувате на првата иселеничка вечер во Македонија? Значи, јас им благодарам на организаторите на оваа прва иселеничка средба. Мислам дека идејата е прекрасна. Дај Боже и понатаму ова да стане во поголем размер, да се развива оваа манифестација, да има уште повеќе иселеници, не само од Европа, него од целиот свет, од Канада, од Австралија и да прерасне во една голема манифестација. Како го разбирате вие лично ова? Гледате ли перспектива и иднина со оглед на тоа што не е само целта забавата, не е само целта да се видиме, туку е целта многу подлабока. Како вие лично го разбирате? Значи, ако земеме оваа вечер, ако овде има печалбари кои што се само го користиме ностоп или зборот печалбари или иселеници, затоа што останал зборот печалбари, ако го земеме ова, можеме да кажеме дека ние, луѓето кои што сме од Европа, почесто си доаѓаме тука и не привлекува многу повеќе да бидеме овде, да доаѓаме, да се дружиме. Но на нас целта ни е да имаме луѓе кои што се од Австралија, од Америка, од Канада, да се запознаеме, светот е мал, па кој знае како, еден ден тие може да ни дојдат на госте во Швајцарија, ние да им отидеме во Австралија, а најдоброто ќе биде кога заедно пензијски денови или не пензијски денови, пак да си поминеме некој извесен период овдека во Македонија. Од каде точно потекнувате? Од каде се вашите корени? Значи, јас живеам на 5 километри од овде, од селото Мокриево. Отиден сум во Швајцарија на 25 години. Значи, повеќе сум време во Швајцарија, отколку овде. Што е нешто најмногу ви недостасува од овој крај? Кога дојдовте тука, што е нешто прво го видовте? Знаете, Јордан Митев има една многу убава песна, вика каменот се тежи на своето место. Значи, најмногу што ни е ова е родителите, роднините, пријателите
и носталгијата према својата татковина. Иселеничката вечер ја збогати и настапот на културно-уметничкото друштво Јане Сандански од Ново село. Со друштвото Тринген се запознавме во Швајцарија како гости. Ова за нас представува една огромна чест пред се ние да ги причекаме овде, иако тие се сепак организатори на оваа манифестација. Се надвам дека ќе продолжи секоја година да се одржува се со поголем број. Премногу мило ја прифативме поканата, нормално, се со цел, нормално да бидеме, да се поврземе се што можеме повеќе, да гостуваме, да си отвориме патишта едни на други и со таа цел да ја шириме нашата култура и фолклор. Со што е оно што ќе се представите вечерва? Вечерва ќе се представиме со пијанечкиот дел малце. Ќе имаме едно кратко малешевија орос со едно интересно наше мало младо тапанџиче, ќе го видат и гледачите, и орото пијанец кој што е буквално од тој исто крај. Беа доделени и благодарници за поддршка на сите чинители поддржувачи на визијата сплотување на македонскиот народ. Меѓу нив не беше изоставен и нашиот медиум. Добра вечер, македонки и македонци. Добра вечер, драги гости. Добра вечер, пријатели. Добра вечер, браќа и сестри. Ако Македонија имаше лик, јас вечерва ја замислувам како една убава игралка како овде ја игра Тресеница. Среќна сум што ја чувствувам енергијата од сите вас, македонци од целиот свет. Да се гледаме што почесто вака. Благодарам за благодарницата. Алфа телевизија ќе продолжи со поддршката, ќе продолжи да другарува со овие прекрасни луѓе. Македонскиот национален совет со оваа вечер успеа да изгради невидливи мостови за македонците, да ја распрска безрезервно љубовта кон татковината од секое срце на присутните, да направи вечер за паметење.